Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја по граѓанско образование во основното училиште Јосип Брос Тито од Валандово. И денеска ќе се потрудам уште еднаш да ви помогнам да совладате наставна единица од предметот Историја за 9-то одделение, а тоа е наставната единица положбата на националните малцинства и етничките групи во Македонија по Втората светска војна. И како што може да видите, пред вас е декларацијата на АСНОМ, која што беше донесена на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година. И не случајно лекцијата се одлучив да ја почнам, со оваа декларација, бидејќи оваа декларација, која се состои, како што гледате, од повеќе точки, како втора точка може да видите, може да ја пратите стрелката, предвидува дека на националните малцинства во Македонија им се осигуруваат сите права за слободен национален живот. Што можеме да заклучиме? Можеме да заклучиме дека во Македонија веднаш после Втората светска војна или веднаш после создавањето на македонската држава, сите национални малцинства во Македонија добиле своји права. Вие веќе добро знаете дека Македонија е мултиетничка држава, односно е составена од поголем број на етнички групи и заедници. Така, во Македонија, освен македонците, живеат и албанците, турците, србите, ромите, власите, бошњаците и така натаму. И сакам да кажам дека сите овие етнички заедници после Втората светска војна ги добиле сите своји малцински права кои што им следуваат согласно со принципите на меѓународното право. Односно, тие слободно можеле да имаат образование на свој мајчин јазик, да ги почитуваат традицијата, обичаите, јазикот и така натаму, и така се создале сите услови да се развиваат сите малцинства. Меѓутоа, сакав уште да напоменам дека во познатата декларација која што веќе ја споменавме, е потенцирано дека сите луѓе без разлика на пол, вера, раса, националност и така натаму се еднакви пред законите. Значи, уште веднаш после Втората светска војна на сите малцинства им се обезбедуваат еднакви права. Сега, како што веќе кажавме, во Македонија живеат поголем број на етнички групи, така ние ќе ги представиме сите тие етнички групи и ќе кажеме по неколку работи за нив со цел да доловиме слика, да видиме за какви етнички групи станува збор. Денеска, значи, зборуваме за 21 век, во Македонија, после македонскиот народ, најголема етничка група се албанците, односно албанскиот народ. Треба да се напомене дека после Втората светска војна, албанците во Македонија представувале 12,4% од населението и биле трета етничка група во Македонија. Втора етничка група во Македонија во тој временски период била или биле припадниците на турската националност, односно турците, и треба да се напомене дека и тогаш и денеска албанците во целина живеат во западниот дел на Македонија, односно Полошкиот дел, Кичевскиот дел, Охридско, Струшко, Дебарско и така натаму, односно најчесто или во најголем број албанците се во Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Дебар и
во глобала тие се тие градови каде што нели доминира албанското население и секако Скопје каде што нели има исто така голем процент на албанско население. Денеска, според официјалните податоци, иначе треба да се напомене дека овие официјални податоци датираат од 2002 година, не знаеме се уште колку е променет овој процент, меѓутоа ние ќе се раководиме според тие официјални податоци и според тие официјални податоци во Македонија живеат 25,13% на албанско население. Во Македонија албанците ги уживаат сите национални права, односно имаат образование на албански јазик и тоа почнувајќи од основно па нели се до високо образование, односно своето образование може да го стекнат на својот мајчин јазик и тоа почнувајќи од основно па се нели до факултет, односно до универзитети и така ги имаат сите можности да се образуваат на својот мајчин јазик. Албанците имаат нели голем број на медиуми и тоа печатени, електронски, интернет медиуми во кои нели може слободно да се информираат. Албанците и политички се представени во Македонија, имаат своји политички партии, а со тоа нели можат да имаат и своји представници во власта, односно имаат своји пратеници, министри, директори и така натаму. Во Македонија има голем број на албански општини, каде што има албански градоначалници, од кои нели најголеми општини се општините Тетово, Гостивар, Чаир и така натаму. Значи имаат можност комплетно нели и политички да делуваат, да се развиваат, да си ги уредуваат своите места на живење и така нели да бидат рамноправни граѓани во Македонија. Веќе кажав дека албанците и културно може да се издигнуваат, имаат своји културни институции, театри, така например најпознат во Македонија е албанскиот театар на народностите во Скопје. Иначе овој театар или театар на народностите е театар каде што нели се изведувале и театарски представи на турски јазик, меѓутоа денеска воглавно доминираат представите на албански јазик и така албанците можат исто така и културно да се издигнуваат. Веќе кажав дека имаат свој универзитет, односно факултети. Тој универзитет се наоѓа во Тетово, е познат како државен универзитет Тетово. Нормално нели имаат и основни и средни училишта каде што можат нели да ги задоволуваат своите образовни потреби. Албанците во Македонија во најголем процент се муслимани, се обединети околу така наречената исламска верска заедница, имаат исто така голем број на верски објекти, од кои најпозната е секако Шарената џамија во Тетово. Во минатото албанците биле препознавани по својата нели облека, традиционална посебно муслиманска облека, бидејќи кажавме дека поголемиот процент на албанците во Македонија се муслимани, иако знаете нели дека албанците се составени исто така и од православни албанци, како и католици албанци, меѓутоа во Македонија нели доминираат албанците муслимани и биле карактеристични по нивниот начин на облекување, меѓутоа нели денеска модерното време си го прави своето, така да нели они си ги следат нормално сите современи текови и денеска
нивниот стил на облекување е сличен како и на сите останати во Европа, односно не се разликуваат по нивниот начин на облекување. Така, накратко, ова е за албанците и за положбата на албанците во Македонија. Кажав дека во Македонија трета по бројност е турската група, односно турскиот национален состав. Така, турците после Втората светска војна биле втора по бројност етничка група во Македонија и составувала 15,6% од населението. Меѓутоа, со тек на време се случиле процеси кои што ќе предизвикуваат масовни миграции на турското население во Македонија. Тоа особено се должело на политиката која што водела тогашната комунистичка партија, односно донесување на некои закони како што е законот за Зар и Фередже, законот за козите со кои се уништиле 763.000 кози, а особено сточарството со ситен добиток било основна стопанска гранка на турците во Македонија. Така, тоа ќе предизвика масовни миграции на турците во Македонија и тие ќе се иселат во нивната матична татковина и така денеска турците бројат само 3,85% од населението и веќе ви кажав, тоа се бројки од 2002 година, се уште не знаеме колкови се промените кои што се случиле во овој веќе 20 годишен период без малку. Сега, турците во Македонија ги имаат сите национални права, односно имаат училишта на турски јазик, медиуми на турски јазик, културно-уметнички друштва и така натаму. Треба да се напомене дека во минатото, па и речиси и сега, во Македонија најголема концентрација на турско население имало во Радовишко и во Валандовско. Особено треба да се напомене дека тука живеат познатите јурици кои што се дел од турското население. Уште после Втората светска војна турците имале свој весник на турски јазик кој што се викал Бирлик. Еве, како изгледа тој турски весник. Ова се дел од турското јуручко население, се познати по својата карактеристична облека и носија, која што сами ја изработуваат, имаат специфичен начин на живот и, веќе ви кажав, воглавно ги населуваат планинските предели. Они доаѓаат за време на османлискиот период и се дел од турскиот народ. Турците во Македонија си имаат своји културни манифестации. Така, една од познатите културни манифестации е Хит Бах Шен Фест во село Чалакли, кој што се одржува околу Ѓурѓов ден. И тогаш доаѓаат во село Чалакли поголем процент на турско население од целата територија на Македонија, меѓутоа и од Република Турција. Од прилика тоа е тоа за турското население. Во Македонија, како што кажавме, има и српско население. Бројот на срби, сигурно веќе учевте, работевте, дека се зголемува за време на кралството СХС, кога била спроведувана колонизација, кога биле создавани српски населби. Така, после Втората светска војна, српското население во Македонија изнесува 3,1%, но денеска изнесува само 1,78%, од кои поголем дел се наоѓаат во Скопје, меѓутоа постојат и населби, особено селски населби, каде што има концентрација на српско население, како што се селата Старо Нагоричане во Куманово, селото Селемли кај Богданци и Гевгелија, и
други села, исто така тука би се напоменало и селото Јосифово кај Валандово, и таму има концентрација на српско население и они ги имаат сите права да си го остваруваат образованието на својот мајчин јазик, да го негуваат својот јазик, а секако имаат и политички партии во кои ќе се залагаат да ги да си ги исполнат сите своји политички права кои сметаат дека ги заслужуваат. Треба да се напомене дека србите, како и турците и албанците во минатото, па и во блиската иднина имали свој пратеник во собранието на Македонија, така и политички се активни во Македонија. Ова е селото Старо Нагаричане, кое што е составено претежно од српско население и кое што веќе го споменавме. Треба да се истакнат и ромите во Македонија. Ромите во Македонија се претпоставува дека се присутни повеќе од неколку векови, односно некаде од 14 и 15 век, дека доаѓаат со османлиската војска, со османлиското население. Денеска ромите во Македонија сочинуваат 2,66% од населението и Македонија може да биде горда дека работи на подобрување на правата на ромите, односно Македонија е единствена земја во Европа каде што ромите имаат своја општина, каде што можат потполно политички да делуваат. Па така, тие слободно можат да го негуваат своето односно својот јазик, својот идентитет, можат да имат своето образование, имаат печатини медиуми, а во Македонија е публикувана и првата граматика на ромски јазик. Веќе кажавме дека ромите имаат своја општина, тоа е општината Шуто Оризари во Скопје, каде што и имаат своје училиште основно, а тоа е основното училиште браќа Рамис и Хамид, кое што е составено претежно од ромско население. Освен ромите, во Македонија постојат и бошњаците и власите, и тие се двете најмали етнички заедници, односно сочинуваат помалку од 1%, односно бошњаците сочинуваат 0,84%, власите 0,48%, меѓутоа треба да се напомене дека особено власите со тек на време се асимилирале, поголемиот дел од власите денеска имаат македонски имиња и презимиња и точната бројка е тешко да се определи. Бошњаците најмногу се концентрирани нормално во Скопје, каде што има и најголема концентрација на население во Македонија, меѓутоа поголема концентрација на бошњачко население има и во Прилепско, особено во селата Лажани, селото Десово, Житоше и така натаму. И треба да се напомене дека бошњаците претежно се припадници на муслиманската вероисповед, го користат српскиот јазик и ги зачувуваат своите традиции, обичаи и така натаму, додека власите претежно се евидентирани нормално во Скопје, меѓутоа и во Крушево, и во Гевгелија, и како што веќе кажав, власите се група која што полека се претопува, меѓутоа треба да се напомене дека сепак постојат поголем број на влашки друштва кои што се уште ги негуваат влашкиот јазик, влашките традиции, обичаи и така натаму. Познато е дека власите има и своја црква во Македонија, тоа беше влашката црква во Битола, така бошњаците и власите
има своји политички партии, посебно бошњаците, беа застапени и во парламентот, се има своји пратеници, политички партии преку кои можат да делуваат и политички да се етаблираат во Македонија. Така можеме да заклучиме уште еднаш дека Македонија е мултиетничка држава, дека во Македонија живеат различен вид на етничка групи, на етничка припадност, дека сите тие групи треба да се почитуваат помеѓу себе, дека мора да живеат едни со други, дека не треба да живеат едни покрај други, дека треба да го почитуваат другиот и на тој начин сите заедно да се потрудат Македонија да биде пример како треба да се негуваат меѓу етничките односи. Од прилика тоа е тоа за оваа лекција. Се надевам дека беше интересна и дека запамтивте дел од работите.